почитувани представници на меѓународните институции, почитувани медиуми, почитуван председавач на ова маратонска седница и ова безсмислена седница. Ве подсетувам дека оваа седница требаше да биде свечана, мирна и краткотрајна и на истата ќе требаше да се избере Комисијата за избор и именување, членовите на таа комисија, председателот на Собранието на Република Македонија и со толку ќе требаше да заврши. Понатака, немате апсолутно право да бидете се уште на местото на председателот, кој што председател треба да се избере од новото парламентарно мнозинство. Уште помалку треба да дозволите вашите колеги од ВМРО ДПМН да не заморуваат и да не малтретираат нас заедно со сите граѓани кои што ја следат седницата со празни дискусии, полни демагогија и хипокризија и постојано во спротивност со деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, со законите, со нормите и сите демократски начела. Сиве денови се обидувам да најдам колку што е можна помудри зборови кои што би допреле во вашиот ментален код, почитувани господа и дами од ВМРО ДПМН. За дефинитивно да сватите дека треба да преминете во опозиција. Ве молам, немате друга алтернатива доколку имавте и најмала алтернатива вие сигурно ќе ја искористевте и денес ќе продолжевте со власта. Ве молам, господине председавач на Собранието, создадете услови и можност да избереме председател на Собрание на Република Македонија, да ја оформиме реформската влада, која што ќе биде раководена од Социјалдемократскиот сојуз, од Демократската унија за интеграција, од Алијансата за албанците и можеби движењето БЕСА. За да можеме да им помогнеме на граѓаните на Република Македонија да ја надминат оваа крајна сиромаштија, да помогнеме на малиот и среден бизнис кој што се наоѓа во целосен или тотален колапс. Да им помогнеме на учениците и родителите или пак да ги ослободиме од стресот наречен екстерно оценување. Немојте да ги поттикнувате учениците и граѓаните македонци и албанци со омраза, со раздор и конфликти, затоа што нема да успеете. Ви гарантирам дека нема овој пат да ве послушаат. Ви благодарам.